Добро е што ја минавме оваа прва препрека со убедливо мнозинство. Жестоко ќе се бориме во следните 2 недели, кажа премиерот Мицкоски коментирајќи го гласањето на извештајот на известувачот Томас Вајц, кој го помина првиот филтер во Комитетот за надворешни работи во Европскиот парламент. Според него македонската и европската јавност сега јасно виделе дека во 21 век во Европа се уште има борба за македонските идентитетски прашања и јазик. Прашан дали тој лично бил информиран дека некој од европратениците од Европската народна партија, чиј дел е ВМРО-ДПМН, ќе побара во амандманите да се додаде терминот современ пред македонскиот јазик и идентитет. Мицкоски кажа дека тоа било здружен предлог на 4 групи на европарламентарците, но не е изненаден што имало вакви амандмани, бидејќи бугарски европратеници се исто така дел од ЕПП. Андреј Ковачев е член на ЕПП, односно на ЕНП. И дали сме очекувале, логично е дека сме очекувале. Андреј Ковачев е од ЕНП, Европската народна партија. 15 беа за извештајот на Вајц, пратеници и европратеници од ЕНП, вклучително и председавачот на комитетот господин Мекалистер. Тројца беа против и 2 беа воздржани. Тоа беа грчките пратеници. Точно знаеме како се гласало и што се гласало. И што поминавме и со кого разговаравме и што све се случуваше изминативе неколку недели. Добро е што ја поминавме оваа прва препрека. И добро е што сите видоа дека не е суштината неколку стотини бугари, дека многу подлабока е суштината. И ќе повторам, дали ќе успееме и на пленарна, не знам. Не знам. 2 недели следат пред нас, каде што жестоко ќе се бориме. Од опозицијската СДСМ пак денешното однесување на представниците од Европската народна партија го оценија како историски шамар за ВМРО-ДПМН од сопствените сојузници во Европскиот парламент. За СДСМ дополнително загрижувачки е што од ЕПП најавиле дека ќе го поднесат истиот амандман и на пленарната седница. Предлог амандманот за воведување на формулацијата модерен македонски јазик не само што доаѓа од редовите на ИПП, туку е поднесен токму од незиниот координатор Михаил Галер, член на германската ЦДУ, партија која ВМРО-ДПМН со години ја нарекува свој стратешки, ја нарекува свој идеолошки партнер. Овој амандман представува сериозен удар врз позициите на Република Северна Македонија, но и суштинско понижување за ВМРО-ДПМН, која се представува како бранител на македонскиот јазик. Наместо поддршка од своите европски пријатели, тие си добија дипломатска шлаканица, што го доведува во прашање влијанието на ВМРО-ДПМН во својата матична групација. Извештајот првично требаше да биде ставен на гласање на 4 јуни, но беше одложен на барање на Вајц поради притисоците од бугарските европратеници, кои не се согласуваа со тоа што во документот децидно се наведуваат македонскиот јазик и идентитет. Сега за него ќе се расправа на пленарното заседание на Европскиот парламент, кое е закажано за од 7 до 10 јули во Страсбур.